За 2 дена двојно зголемен бројот на инфицирани говеда со јазлеста кожа. Во моментов болеста е детектирана во 10 општини во источна и централна Македонија, меѓу кои се и Пробиштип и Делчево. Вкупно инфицирани се 235 грла добиток, а клиничка слика манифестирале 12 говеда во 10 фарми. Се стравува дека за кратко бројот на инфицирани говеда може да достигне 3000. Јазлеста кожа е болест која не е опасна за луѓето, но е смртоносна за животните. И околу 10% од вкупниот број на заболени може да угине, што значи морталитетот е до 10%. Лекување на оваа болест, да кажем, во старт нема. Едино може да се премине кон антибиотска терапија, како би се спречиле други појави, односно појава на други болести. Сите говеда кои веќе развиле клиничка слика се убиваат. Првично се прави проценка на самите животни при убивањето и согласно таа проценка се врши обештетувањето. Има уредба со која се пропишани сумите на процена на самите животни, со поднесување на барањето од страна на собственикот на животните за најкраток можен рок, значи ќе бидат исплатени средствата од страна на агенцијата. Брзото ширење на болеста е резултат на лесното пренесување на истата, зашто врската меѓу вирусот и говедата се инсектите, чие присуство во шталите е невозможно да се спречи. Поради ова неопходна е брза и темелна дезинфекција. Сите општини да се извршат превентивно прскање со цел заштита од овие вектори. Превентивно сите сточни пазари во државата се затворени. Под клуч е и пазарот во Облешево. Према АХВ, значи имаме забрана за влез на животни на крупен и ситен добиток во сточниот пазар. Тоа е поради појавата на болест. Така да имаме најава од АХВ дека не треба да ги пуштаме животните, значи во влез во пазарот. Во меѓувреме во 40 општини се формирани заштитни зони, каде ќе се предаваат млекото и месото од заразените животни.